драги мои, овие луѓе кои неодамна имаа настан овде, се од таа иста опозиција која го заглави Охрид со над 50 милиони евра долг, од кој глава не можеме да кренеме веќе 2 години овдека во Охрид. Долг кој го враќа локалната самоуправа и досега е намален за 3 милиони евра, а исплатени се над 8 милиони евра разни камати и други главници. Тоа е истата опозиција која го удави Охрид во криминали, во перење пари, во незаконски набавки и договори. Истата опозиција која шуруваше со подземјето, чии експоненти со нога ја отвараа вратата на градоначалникот, ги киднапираа и третираа како измеќари. Град во кој избори на СДСМ, истите тие од подземјето му ги добиваа со купување на гласови, со притисоци и со закани кон граѓаните од сите заедници, а за возврат добиваа тендери и бизниси од општината. Си креираа и договараа задолжувања и на најбрутален и безобразен начин го клекнаа Охрид на колена со 50 милиони евра долг, износ кој што е голем и за државата, а камоли за еден град како Охрид. Тие луѓе сакаат охриѓани да заборават на сите криминали и глупости, на поранешниот градоначалник, на сите тие ликови кои го третираа Охрид како нивна приватна својина, која треба да ја расхашмат и ограбат. Но Охрид не само што не заборава, Охрид враќа. И затоа на изборите ВМРО, ДПМН и коалицијата победи со толку голема разлика. Затоа во 2 изборни циклуси поред разликата во гласови е толку голема што не можат да најдат ниту еден единствен, ниту меѓу нивните кој би им поверувал дека сме победиле заради нешто друго, отколку заради вистината, а тоа е поддршката на народот. Охриѓани враќаат и тоа така треба. И ние сме свесни за тоа, како што сме свесни и за очекувањата кои охриѓани ги има од нас и од градоначалникот, очекувања кои беа доста високи и со право високи. Охрид заслужува повеќе и ние навистина правиме максимум колку што можеме да помогнеме во повеќе области каде тоа е возможно во оваа исклучително комплицирана ситуација во која што поранешното раководство го остави градот. Свесен сум дека има доста проблеми. Свесен сум за секојдневието во Охрид. Знам наизворно за вашите проблеми и знам дека мора да направиме нешто повеќе. Неодамна повторно во мојот кабинет беше градоначалникот на Охрид и повторно ги дискутиравме сите оние важни теми за Охрид. Тоа беше пред околу недела-две, каде што проект по проект повторно дискутиравме што можеме во една ваква комплицирана ситуација да извлечиме и да направиме за Охрид и за охриѓани. Иако сепак и досега се направија многу нешта,